Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате првиот дел од книгата На муслиманите во светот со љубов, напишано дело од Хазрети Мирза Тахир Ахмад, Халифатул Месих IV. Хазрети Мирза Тахир Ахмад, нека Аллах биде бескрајно милостив кон неговата душа, Божји човек, разумен глас на ова доба, голем говорник, високообразуван зналец, со единствена интелигенција, плоден и сестран писател, предан студент на компаративни религии. Го сакаа и го следеа околу 10 милиони ахмади муслимани, негови следбеници ширум светот како нивни имам. Духовен поглавар, четврти наследник на Хазрети Мирза Гулам Ахмад, ветениот Месија и Мехдија, алейхи селам, за чија возвишена служба како Халифатул Месих бил избран на 10 јуни 1982 година. Покрај тоа што е верски водач, тој бил и хомеопат, лекар со светски углед и високо надарен писател на поезија и спортист. Од Бога дадено, имал многу добро познавање на Куранот, кој го превел на урду јазик. Оваа порака била напишана за време на одржувањето на меѓународните игри во Баку, Азербејџан, за кои муслиманскиот Тигер, хокејарски тим, бил службено повикан од азербејџанскиот конзорциум Union White Voluntary Trade Union Sports Federation. На Ази Нефтечим, тимот од Баку, кој играл против МТА хокејарскиот клуб, додека биле во посета на Англија во април 1990 година. Тогаш оваа порака била преведена на руски јазик и била објавена, првобитно упатена на народот на Азербејџан и на оние на бившиот Советски сојуз. Оваа порака со своето универзално значење еднакво им била наменета на луѓето од сите земји и религии. बताओ तुम्हें क्या कि क्या चाहता हूँ बंदा मगर मैं खुदा चाहता हूँ बताओ तुम्हें क्या कि क्या चाहता हूँ बंदा मगर मैं खुदा चाहता हूँ. Ахмадија муслимански џемаат. Ахмадија џемаатот завзема единствена позиција во исламскиот свет. Тој не е како една од другите 72 секти. За да ја разберете положбата на Ахмадијатот во однос на исламот како целина, ние предлагаме целото сценарио да биде посматрано од различни точки на гледање. Како другите муслимански поглавари го гледаат Ахмадијатот. За почеток да видиме каква е положбата на Ахмадија џемаатот во однос на другите 72 секти, од точка на гледање на зналците на најбројните секти и од водачите на некои поголеми муслимански држави. Посматрано од овој агол, Ахмадија џемаатот ке изгледа како најцрн и најгрд. Ке испадне дека овој џемаат нема никаква врска со исламот, дека е изгнаник кој бил саден во светот на исламот само за да создава раздор и неред и да ја има најштетната улога на западен шпион во светот на исламот. Високите улеми на најбројните групи за членовите на оваа заедница ке ви речат дека не само неверници, во исламска смисла на зборот, прави ќафири, туку и секој муслиман мора да ги смета за полоши од христијаните, евреите и иделопоклониците, дури и атеисти. Не е ни чудо улемите ќе им речат на своите следбеници дека големите муслимански држави, како што се Пакистан и Саудиска Арабија, и нивните приврзаници дека прогласиле дека овој џемаат е немуслиманска заедница која заслужува да биде искоренета и отфрлена од закрилата на исламот. После ваквите директни осудувачки изјави следат интригантни приказни за така наречените Ахмадија верувања. Ке биде тешко на вака краток простор да се исцрпи списокот на оние верувања кои им се припишани на Ахмадија џемаатот, но некои примери ви се наведени во следниот текст. Обвинувања против Ахмади муслиманите. На Ахмади муслиманите им е пропишано дека не веруваат во Кхатам Енабуваат, Хазрети Мухаммед салаллаху алейхи веселем, и дека не го прифаќаат како Катаман Набиен,
печат на пратениците. Се наведува дека Ахмадија муслиманите сметаат дека објавите со кои Мирза Гулам Ахмад тврдел дека ги примил се рамни на објавите на ниво на честниот Куран и дека тие веруваат од тие тоа книга на шеријатот. Понатаму сметаат дека Ахмади муслиманите имаат поинакви келими од келимите на сите муслимани. Ла илахе илелаху, Мухаммед уресуллах, нема Бог освен Аллах и Мухаммед е негов пратеник. के लेकर कफस को उड़ा चाहता हूँ, बताऊँ तुम्हें क्या कि क्या चाहता हूँ बंदा मगर. Се наведува дека начинот на кој се клањаат Ахмади муслиманите е поинаков од исламскиот начин на клањање. Се наведува дека нивниот основач Мирза Гулам Ахмад од Кадијана, тврдејќи дека е пратеник после честниот основач на исламот салаллаху алейхи веселем, во толкава мера направил неопростив греф што тој и неговите следбеници, според исламскиот шеријат, го изгубиле правото да живеат. Се смета дека Мирза Гулам Ахмад не само што го навредил честниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем, тврдејќи дека е рамен на него, туку исто така тврдел дека е над него и со тоа отворено ги повредил останатите пратеници, како Иса алейхи селам. Се смета дека овој став бил неподнослива навреда кон честното потомство на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем. Исто така се говори дека тој ги навредил и оскрнавил сите улеми на исламот. Се говори дека тој не е сопрел на навредите кон улемите, туку исто така го навредил и целиот муслимански уммет. Листата на обвинувања не е истрошена, се разбира, но што е доста е. Крвта на читателот веќе врие од гнев, каков човек и каков джемаат. Не е ни чудно, некој ќе забележи дека улемите овој джемаат го прогласиле за полош од сите основани заедници. Затоа читателот може да размислува, гледајќи на Ахмадија муслиманскиот джемаат со став на потполна омрза и лудо непријателство, дека овој джемаат изгледа како манифестација на самиот ѓавол. Ахмадијатот од друга точка на гледиште. Ајде сега да го смениме аспектот на посматрање и да го согледаме Ахмадија джемаатот од поинаков агол и да настојуваме да го разбереме Ахмадијатот од точка на гледање на самите Ахмади муслимани. Пред се, изненадувачки е да се примети дека сите овие наведени обвинувања се силно негирани и одбиени од членовите на овој интернационален джемаат, кој постојано се зголемува. Меѓутоа, со овие негирање работата не се завршува, затоа што веднаш се појавуваат други прашања. Например, некој може да праша, ако споменатите обвинувања се потполно невистинити, зошто тогаш улемата го мрази Ахмадија муслиманскиот джемаат, како што го мрази, и што тие постигнуваат смислувајќи вакви невистинити приказни за Ахмадија верувањата. Работата станува се покомплицирана и несватлива, кога се подсетиме на тоа дека не само улемите ги здружиле силите за оваа заедница да ја направи мета на злобната пропаганда, туку и многу муслимански држави ги помагаат и финансираат антиахмадиските кампањи ширум светот. Пред се, меѓу нив се Саудиска Арабија и Пакистан. Одговорот на Ахмади муслиманите. Во одговорот на поставените прашања ќе ја изнесеме положбата на Ахмадија муслиманите. Основно човечко право на секоја личност е да ги декларира своите собствени верувања или да негира било кои други. Ниеден човек, ниту било која влада, не е овластена на некоја личност или заедница да и пропишува било какви верувања кои тие со сета жестина и во потполност ги негираат. Затоа самото негирање од Ахмадија муслиманскиот джемаат треба да биде сметано за доволно добро за Ахмадија муслиманите да можат да се ослободат од овие обвинувања. Саба चाहता हूँ बताऊँ तुम्हें क्या कि क्या चाहता हूँ बंदा मगर मैं
खुदा चाहता हूँ Ахмадиите истакнуваат дека секогаш најголем греф кај човекот било кога го направил, со кој ги свртува и непријателите и пријателите против себе, е гревот на лажното тврдење дека бил воздигнат од Бога како имам и Божи пратеник. Сите пратеници биле прогонувани. Ахмади муслиманите го поддржуваат ова тврдење, подпирајќи се на историјата на верите, која прецизно е сочувана во честниот Куран. Осврнувајќи се на прашањето кое им е поставено на Ахмади муслиманите за возврат, тие прашуваат кои гревови ги направиле Адем, Нух, Ибрахим, Муса или Иса, нека е мир на нив, и после нив најголемиот од пратениците, честниот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи веселем. Зарем тие не биле злоставувани? Зарем тие не биле навредувани? Зарем тие не биле прогонувани и мачени? Зарем тие не биле лишени од своите основни права? И зарем за нив не било прогласувано дека го изгубиле правото да живеат? Секакви видови на обвинувања биле покренати против нив. Биле обвинувани за грев за кој никогаш и не сонувале. Им биле пропишувани верувања кои тие никогаш ги немале. Многумина од нив биле третирани како странски шпиони и биле присилувани да ги напуштат своите татковини. Направени се неброени зверства против овие луѓе и нивните следбеници, а еден и единствен греф кој тие го направиле не бил ништо друго освен нивното верување во единиот Бог и во фактот дека тој го воздигнал пратеникот за да ја реформира човековата заедница. Ова е греф за кој пратеник по пратеник и нивните следбеници биле обвинувани дека го направиле. Спротиставувањето на Божите пратеници создава вештачко единство. Кога на брзина ќе ја прегледаме историјата на религиите, не можеме да не приметиме дека сите Божи пратеници, иако обвинувани за создавање на неред и неединство, всушност станале инструмент во обединување на човековата заедница, која пред нивното доаѓање веќе била разбиена во секти и расколи, со постојана растечка тенденција на понатамошно распаѓање во начелата и во праксата. Да не бил пратен Иса алейхи селам, ниту една моќ на светот не би можела да ги обедини завојуваните страни на евреите. Затоа само непријателството кон Иса алейхи селам предизвикало чудо што оние кои не можеле да бидат обединети кон љубов на Муса алейхи селам, одеднаш биле собрани заедно и постапиле како еден народ со своето непријателство кон Иса алейхи селам, Месијата и Аллаховиот пратеник. Противниците на Аллаховиот пратеник само на негативен начин бидуваат обединети. Според честниот Куран, ваквото привидно обединување создава представа на лажно единство, додека во стварноста ваквите луѓе остануваат разединети. Помислуваш дека тие се сложни, но нивните срца се разединети. Вистинското единство создадено од пратениците. Меѓутоа, ова е само привидно обединување на поделените луѓе во негативна смисла, која се создава од противниците на Аллаховите пратеници, додека овде има друг вид на братство во позитивна смисла, кое е создадено од ваквите побожни луѓе и кое всушност е една од крајните цели на нивното доаѓање. Овој процес на создавање на еден уммет од разединетост не е изведен одеднаш. Всушност, тоа е процес кој се остварува низ долг и тежок пат на човековите жртвувања. Честниот Куран укажува на создавање на еден уммет од распрскани луѓе и прогласува дека само Аллах е тој кој може да ја преобрати омразата во љубов. Оваа Божја моќ, која делува преку институцијата пратеник, прави чуда. Обраќајќи му се муслиманското братство од времето на честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем, честниот Куран вели: поради Аллаховата посебна милост ти си благ кон нив, а ти да си груб и со тврдо срце, тие сигурно ќе избегаа од тебе. Наведениот ајет изгледа задоволувачки и соодветен одговор на обвинувањата дека Ахмадијатот е создаден од антиисламски сили, кои би направиле раскол и поделба во исламскиот свет.
हूँ बंदा मगर मैं खुदा चाहता हूँ बंदा मगर मैं खुदा चाहता हूँ. Денес го завршивме првиот дел од книгата На муслиманите во светот со љубов. Еселаму алейкум.